Почитувани граѓани, денеска сме овде за една многу важна работа. Работа за која што зборував уште како шеф на опозицијата. Апелирав до извршната власт, до локалните самоуправи во тоа време и затоа една од врските на кој им придов со особено внимание и посветеност уште на стартот на мојот мандат како премиер беше решавањето на сложениот и сериозен проблем кој го затекнавме со колекторскиот систем за прочистување на отпадните води во Охридско-Струшкиот регион. Лошата изведба во некои делови, како и негрижата и неодржувањето на сите сегменти на колекторскиот систем за прочистување на отпадни води создадува сериозна еколошка опасност за Охридското езеро и за природните убавини и реткости во неговото опкружување. Иако сознанијата за последиците биле познати со години наназад, најдраматичната слика за тоа во колку лоша состојба целиот систем дојдоа од една стручна анализа на една јапонска компанија во 2014 година. Со роботизирана технологија е снимена состојбата на сите 37 километри од цевководот на колекторот. Утврдена е состојбата на 18 препумпни станици и состојбата на пречистителната станица во Враништа Струшко. Констатирано е дека на неколку места колекторот речиси и да не постои заради лошата изведба и неодржување на бетонскиот цевковод. Во поголем дел колекторот е запуштен или слабо пропустлив заради насобрани наслаги од отпад и заради корења и дрвја. Атмосферската и канализационата мрежа, како дел од колекторскиот систем за прибирање и насочување на водите кон пречистителната станица, е исто така во лоша состојба. Од 18 препумпни станици, само една или две работат повремено, а самата пречистителна станица е речиси без функција, бидејќи не се сервисирале и не се заменувале дотрајаните делови. Велам, иако овие состојби биле познати од поодамна, не било ништо преземено и од 2014 година после студијата на јапонската компанија. Во 2017 година, уште во првите 3 месеци по конституирањето на овој состав на владата, ние рековме дека ги преземеме сериозни и итни мерки. Охридското езеро, општините Охрид и Струга, како и целиот регион, е регистриран во УНЕСКО до степен од посебно значење за светското природно и културно наследство. И затоа заслужува посебни мерки и заштита. После анализите што беа направени, од кои добивме јасна слика каква е состојбата, јас, како премиер и неколку мина советници во мојот кабинет, во соработка со представниците на локалните самоуправи од Охрид и Струга, како и по консултациите со првите луѓе од Проаква, компанијата во чија надлежност беше управувањето и одржувањето на колекторскиот систем, излеговме пред владата, дадовме предлози и окажавме дека тие посебни мерки на заштита офаќаат и создавање на посебно, издвоено јавно предпријатие колекторски систем кој ќе ги реши со години натрупаните проблеми. Помогнавме да се порамнат долговите на јавното предпријатие Проаква, како и долговите на општините кон овие предпријатија, за да добиеме чист старт за новото јавно предпријатие колекторски систем. Денес, после неполна година подготовки и барања најдобри решенија и финансиски средства за реализација, објавуваме дека започнуваат работите на чистење на колекторот од наслагите и корењата од дрвја и санацијата на цевководот на целиот колектор. Дополнително ќе се поправат или ќе бидат заменети сите редуктори на сите 18 препумпни станици. Ќе се санира целиот систем за прочистување на отпадните води во пречистителната станица и ќе се изврши комплетно чистење на атмосферската и канализационата мрежа во должина од околу 300 километри во Охрид и Струга. За оваа намена се обезбедени 4,2 милиони евра од буџетот на граѓаните на нашата земја. Трансферот е веќе создаден во самиот буџет од оваа година, постапките почнуваат и продолжуваме следната година да ги завршиме сите овие работи. Охридското езеро и заштитеното подрачје офатено со УНЕСКО се наша гордост, но и грижа на сите нас. И затоа следува комплетна санација на колекторскиот систем. Нашата намера е да покажеме дека знаеме и дека се грижиме за нашите скапоценности
И тоа оваа влада веќе го докажува.